Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Тутунски комбинат подготвен за старт на откупот. Евентуалното зголемување на цените ќе се надокнадува ретроактивно. Витаминка македонски лидер во спроведување на европската рамка за одговорно и транспарентно работење. Советот на општина Прилеп ја одржува третата седница. Во фокус ребалансот на буџетот за 2025-та. Одбележан денот на примирието од Првата светска војна. Утре во Прилеп во екоакција ќе се чисти на 3 локации и 20 јавни површини и депонии. Времето денеска сончево. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфортно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Веле, Скопје. Ваш сигурен превозник, Роман Прилеп. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанова. На 18 ноември вторник, Тутунски комбинат на 34 пунктови со 37 ваги почнува со откуп на договорените количини од 2.300.000 килограми ориентален тутун. Средствата за исплата се обезбедени. Цените договорени во март се највисоки досега, а доколку има корекции за повисоки цени, комбинатот ретроактивно ќе ги исплаќа, посочи Александар Алексовски, генерален директор на Тутунски комбинат АД Прилеп. Тутунски комбинат започнува со откуп во вторник или на 18 ноември, така да спремни сме и во вторник ќе бидат отворени 34 откупни места со регистрирани 37 ваги. Така да за годинава имаме договорени количини околу 2.300.000 килограми. Во тој поглед имаме и обезбедено доволно финансиски средства за тие количини, така да планираме да ги откупиме во целост договорените количини и оваа година. Ланска година откупивме 1.800.000 килограми, така да годинава имаме едно добро зголемување на договорените количини за 35%, што значи дека планираме да откупиме над 2.300.000 килограми. Значи цената на Тутунски комбинат е дефинирана уште во март месец, така да Тутунски комбинат има едни од највисоките досега прикажани цени, 420 денари за прва класа, 360 денари за втора класа и 300 денари за трета класа. Така да за сега не можам да кажам дали ќе има некој зголемување на цените, сепак тоа зависи и од конкуренцијата во овој дел. Па досега според нас и според нашите анализи и проценки очекуваме околу 24 милиони килограми. Годинашниот род на тутун беше, барем летниот тутун, што ние го кажуваме популарно, беше со доста добар квалитет. Сега проблем е што во тековниот месец или месец ноември се уште се собира тутун, што не е пожелно, бидејќи овој тутун нема да го има соодветниот квалитет како што беше правилно исушениот во текот на летните месеци. Витаминка е македонски лидер во спроведување на европската рамка за одговорно и транспарентно работење кон животната средина, вработените и локалната заедница. За Витаминка ова значи надградување на процесите за намалување на влијанието врз околината, поголема грижа за вработените и заедницата, како и јакнење на транспарентноста и етичкото делување, рече Сашо Наумовски, генерален менаџер на Витаминка. Денеска Витаминка сака да покаже својата заложба за грижа околу животната средина, околу општествена одговорноста која сносиме во нашата локална заедница и околу грижата за своите вработени. Сакавме да овај систем, не стандард да наречам, да го почнеме во работа и да
имаме мерливост на сите работи кои ги работиме секојдневно. Значи, не дека Витаминка до сега не инвестирала во грижа околу животната средина, не дека не инвестирала во своите вработени, не дека не сме били општествено одговорна компанија, но сакаме да поставиме систем во кој ќе имаме мерливост и секоја година, секој квартал, секој месец, сакаме да докажеме дека се се подобри и подобри во однос на тие инвестиции во овие работи кои се многу битни, кои многу значат за една сериозна компанија, да може да покаже дека се грижи за животната средина, но и да не го олесни настапот на пазарите претежно од Европската Унија, која ги наметнува овие стандарди, овие системи, за да покажеме дека се грижиме да ги намалиме и за CO2 гасовите во атмосферата, да покажеме дека се грижиме за нашите вработени, да не се повторуваме, едноставно овој стандард е неопходен во секојдневното работење на Витаминка. Ова е точно инвестиција, но се уште не можеме да кажеме колку ќе ни чини. Ова е почеток на патот кој треба да го поминиме. Некаде во април следната година треба да ги имаме првиот репорт и тоа ќе биде како гордост наша да кажеме дека Витаминка еве што инвестирала во заштита на животната средина, грижа на вработените, како што кажав, и во општествено одговорна компанија. Советот на општина Прилеп ја одржува третата седница, во фокус ребалансот на буџетот и предлог планови за развојни програми на општина Прилеп за 2026 до 2028 година. Пред советниците се и предлог одлуки за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење за период од 1 јули до 30 септември годинава на јавното предпријатие ПУП за Прилеп, на јавното предпријатие Водовод и канализација, Комуналец, Пазари, Дом за стари лица, Киро Крстевски платник и предлог решенија за разрешување на членови на надзорен и управни одбори на јавни предпријатија и училишта. Воедно, советниците ќе одлучуваат по предлогот за кофинансирање на проектот, изработка на техничка документација за постројка за складирање, третман и преработка на биоразградлив и инертен отпад. Она што треба и мора да се направи е изградба на обиколниците. Почнавме со обиколница Исток заради вредноста и заради должината. Километар и 600 и мислам дека основниот буџет може да поднесе во 2 години да исплати таа обиколница Исток, 85 милиони денари процената вредност, не знаме дека заврши проектирањето, да видиме конечното основниот проект и предмер пресметка колку средства би го зафатиле буџетот и да почне да се гради. Од неформални разговори можно е да се случи во проектирањето да го инкорпорираме и делот заедно со јавното предпријатие за државни патишта за истата да биде директно поврзана автопатот Прилеп-Битол. Мислам дека Прилеп ќе има светла иднина. Не мислам, туку сигурен сум дека тоа ќе биде така. А по однос на констатацијата за развојната програма ЛАА, игралиште за участок. Кој е тој што ја стави во развојна програма? Јас на 2 пати. Зошто? Затоа што првиот пат кога Стаса ја договорите од Министерство беше ставена со определена сума на развојна програма, за истата имам дадена согласност на 12.9. со буџет од 2025-та, че беше многу лошо да ја тргнев. Ги запази, значи, правните последици. Оставив минимална сума, знам дека нема да се реализира, меѓутоа, заради дадената согласност, затоа е тоа така, да биде појасно. Видовме дека вкупно проектите опфаќаат над 519 милиони денари, со најголем инвестициски интензитет во првата година. 291 милион денари за 2026. Гледаме масовно пролонгирање на проектите за 2026 година. Пролонгирана динамика, нови капитални обврски, зголемен институционален и финансиски притиснок. Гледаме и целосно бришење на клучни инфраструктурни програми. Граѓаните на Прилеп заслужуваат транспарентност, отчитност и вистински развој. Не смееме да дозволиме општината да биде заложник на партиски интереси и краткорочни решенија. Време е да се постават приоритетите. Прво, капитални инвестиции. Прво, развој. Прво, граѓаните. Граѓаните заслужуваат развој, а не блокирани проекти и финансиски хаос. Имаше години во изминатиот период кога конкретно јавното предпријатие Водовод и канализација
имаше добра реализација на финансии, имаше доволно приходи кои се остваруваа, тоа показател дека се можело. Јас не знам зошто упорно продолжуваме со истата пракса, локалната самоуправа само да ги подхранува, да ги вади од калта овие јавни предпријатија кои упорно продолжуваат да работат со загуба. На германските гробишта во Прилеп денеска по повод денот на примирието и денот на народната жалост им беше оддадена почит на жртвите од Првата светска војна. Делегации од амбасадите на Сојузна Република Германија и Република Франција, предводени од амбасадорите Петра Дрекслер и Кристоф Ле Риголер, делегација од општина Прилеп предводена од градоначалникот на Прилеп Дејан Продановски, делегација од армијата на Република Македонија и представници од Сдружение на граѓани положија венци и свежо цвеќе. Претходно градоначалникот Продановски оствари средба со амбасадорите во неговиот кабинет. На средбата се разговараше за унапредување на билатералната соработка, отворање на нови можности за економски развој, поддршка на локални проекти и зајакнување на културните и образовните врски со двете земји. Продановски потенцираше дека Прилеп има што да понуди како економски центар, но и како град со значаен туристички и културен потенцијал. Утре Прилеп во екоакција ќе чисти на 3 локации 20 јавни површини и депонии. Општина Прилеп во соработка со јавното комунално предпријатие Комуналец, сите јавни предпријатија, образовни институции и општествено одговорни компании ја организира екоакцијата Екомисија Твојот подпис за природата. Поаѓањето за сите заинтересирани е да се вклучат во акцијата од 8 часот и 30 минути пред Цепенков, а се обезбедени кеси, заштитни ракавици, така што единствено што е потребно е добра волја. Главните локации на кои ќе се насочи екоакцијата се делот кон Вештачкото езеро, излетничкото место кај село Селце и околу местноста Волково, каде што се забележани најмногу отпад и диви депонии. Општината ги повикува сите граѓани да се вклучат и заедно да придонесат за почист и поубав Прилеп. Временска прогноза. Времето денеска по студеното утро во текот на денот претежно сончево со мала локална облачност. Ќе дува слаб ветер претежно од северозападен правец. Минималната температура во Прилеп се спушти до -3, а максималната ќе достигне до 15 степени. За време на викендот се очекува стабилно, суво и тивко време. Во утринските часови ќе има појава на локална магла во одредени котлини. Облачноста постепено ќе се зголеми во понеделник, а од вторник се очекуваат локални врнежи од дожд. Ќе дува умерен до засилен ветер претежно од јужен правец. Временска прогноза. Слушавте Пелагонинска хроника. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески, продукција Радио Пела, ноември 2025 година.